Зошто денес толку се страеме, развиеме одредени фрустрации, се яват одредени отпори да признаеме дека всушност нашиот доминантен идентитет е словенскиот идентитет, меѓутоа тоа не го исклучува правото, дека можеме да се сметаме дека сме наследници на тоа античко наследство на Александар Македонски. Вие спомнавте романтизам, тој е 19 век. Тоа е период кога се прават нациите. Па тоа е тој национален романтизам. Тоа е тесто кога се меси. Значи има неколку примери, да речеме италијанската и германската нација направени 1848 година. Не го живеа. И албанците не го живеа. Не го живеа. Дури се смета дека ако не 1918, туку ако 1848 година била направена државата на Јужните Словени, денесите би били југословени. Генерално. Значи историските романтичарски периоди се многу различни. Меѓутоа ние 2 века после тоа да влагаме во таа фаза. И денес бугарите да рече, па добро, вие цело време ни велевте, ние сме татари, а вие сте словени. Ако вие не сте словени, тогаш кои се словените? Значи, може да се направи на таква парабола или уште додам подалеку. Кој денес ќе им спречи на Божидар Димитров и на другите јастреби во бугарското општество да речат, па гледате луѓе, вие сте ко тесто, ако за 2 години може да ви измесате да бидете наследници на Александар Македонски, тогаш кој нас ни гарантира дека Коминтерната не ви измесила така 1920 година или не знам некој друг? Во право сте и се морам да ви кажам една работа. Ние опасно се играме со исклучување на словенскиот идентитет. Гледайте се, ако вие си ги барате корените подалеку, на што имате право? Ајде ќе истражуваме. Имаме историчари, имаме археолози, имаме семиотичари, имаме дешифранти на писма. Имаме ние. Но, тоа не значи дека го исклучуваме претходниот наш идентитет. Нашето писмо е словенско. Кој може тоа да го негира? Има некој што ќе го негира. Значи, најблискиот во историјата идентитет со кој што ние сме воспоставиле релација, сме словенскиот. И тоа не, а внимајте, многу е опасно, особено во ваква политичка карта. Конјунктура денес. Моментално, многу е опасно вие да го избришете тоа и да гласате за она. Ниеден умен човек нема да го поништи словенскиот идентитет во полза на античкиот идентитет. Двата постојат едновремено, ако воопшто постојат. Тие постојат двата. Јас ви кажам, јас сум постоел прво како дете бебе Венко Андоновски, адолесцент Венко Андоновски и сега сум зрела личност. Ја не можам да кажам дека адолесцентот го исклучува бебето. Просто се чудам зошто тоа така го сваќаме, или ова или она. Ние сме се заедно. Ако ние не сме словени, тогаш кои се словените кои живееле на овој простор? Кои се Кирил и Методи? Кои се Климент? Кои се Наум? На кого им го ставаме тоа наследство? Зашо бегаме од наследството на некој Толстој, на некој Достоевски, луѓе со словенски корени кои ги напишале веројатно најубавите страници во литературата? Зашо бегаме од Чајковски? Зашо бегаме од еден таков идентитет? Тоа не ми е јасно. Да, тоа добро сте забележали дека има одредена тенденција да се игнорира или негира словенското, кој што е, како да кажем, непорекливо во нашата историја, во култура, во јазикот. Со јазикот со кој говориме, полесно се разбираме со чеси, со пољаци, него со грци. Тоа е практично, да, подидете во Полска и ќе видите, застанете на улица и ќе имате представа дека гледате, дека се наоѓате во Скопје, кога ќе погледнете и забележите лицата, имињата и презимињата на луѓето. Ние историјата, професори, ја браниме со емоции. Што нема да се разбере до крај, што ќе се повтори на површинскиот слој, на линија на фарса, на линија на појавното, така да кажем, тоа може да се врати подоцна како трагедија. И тоа е најстрашно, знаете, зашто не е прашање, не е се играње, се не ќе правиме вамо споменик Александар, ќе крстиме автопатот, тоа ќе трибиниве на стадион, болници, не знам што све и така натаму. На градовите ќе крстиме. Во секој град да има по еден плоштад и така натаму. Бил Титов Велес, а ќе биде Александров Велес, например. Дури Газиба во општина, лани преклани, ако не се лажам, имаше еден одборник или како се викат представниците во локалната самоуправа, советник ли беше, не сеќам веќе, и рече дека треба да има референдум Газибаба да се крсти Филип II, ако не се лаже. Видите, ова е демократска земја, значи ако има гласови ќе се крсти, не е тоа проблем, значи или би требало да биде демократска, значи ако има доволно гласови ќе се крсти. Дали е добро, тоа е друго прашање. По таа логика можеме да донесеме, бидејќи сме демократска земја, со гласови на македонците да ги шишаме албанците или да им ги смениме имињата како Тодор Живков што правеше во Бугарија. Демократите кон тоа може да води, ако се злоупотребува на овој начин. Јас тоа ја реков дека во фаза на играње, во фаза на залет, разни работи што ќе се случат, понатаму можат многу тешко да се поправат и не е прашање на уривање на споменик или на дигање на споменик, прашањето е на поделби, зашто ние однака сме доволно поделени, еве да решиме да ги земеме етнички македонците само оваа страна, етнички македонци така да кажем. Ќе видите дека се многу поделени. И сега значи порано на меѓу партии, поделени се по разни други прашања. Сега ќе се поделиме и тоа кој е за словени, кој е
антички македонци и така натаму, и тоа ќе биде сега пак е делот на словените дали имаме бугарски или српски поблиски врски и така натаму, че нема крај на тие делби. Ако ја прифатиме тезата дека всушност денес никој нема ексклузивно право на Александар Македонски, тоа клучното прашање како ќе определиме Александар Македонски. Роден е во Пелото, едно градче кој се наоѓа некаде на половина пат помеѓу Солун и Воден, една класична грчка селендра, загинати погребен е некаде во Средна Азија, ние го носиме неговото име. Добро, професоре, ние до пред 10 години, значи будењето на национализмот не го сметам како нешто супер страшно во Република Македонија. Не. До пред 15 години. Да, до пред 15 години бевме најголеми југословени. Тоа ми сметаше можеби многу повеќе него што ми смета. Луѓето заборавија дека нашата прва опера е ние македонците Тито си го сакаме. Тоа е рефренот во таа опера. Меѓутоа сега одиме во една друга крајност и тоа мене ми кажува дека сме едно поприлично нездрвли како општество, како народ, како граѓани така натаму. Денеса од најголеми титовисти и не мора да биде. Јас сакам Александар Македонски. Јас би го извел тоа сепак повеќе во ова, токму затоа и реков во политички кампањи. Луѓето се и кон што ќе не води, се извинувам, кон што ќе не води тоа ако е направена политичка кампања. Да. Па сирото Александар Македонски стигнал таму од Индија, ние не можеме до Европска унија, до Брисел да стигнеме. Он не чекал да го примат. Да. Он одели непоканет. Да. Сега ние за тоа немаме сила, меѓутоа јасно е дека Европската унија воопшто нема да го смени ставот со оглед на тоа што сме ние. Ја затоа и реков тоа е политички потполно погрешно. И ние ќе влеземе во нова фрустрација. Па апсолутно надворешно видите што се случува и конфронтација, така е. Видите што се случува 17 години, професоре. Европа не мрзи, Европа не сака. Државата во еден период доста детски ја свативме како наша играчка, па сега албанците сакаат да ја земат играчката, ние не име даме. Александар Македонски повторно доаѓа да биде наша ексклузивна играчка која е само наша. Па не можете да ги исклучите албанците апсолутно тоа бидејќи. А грците нешто сакаат да ни земат или не знам сега Египет ке сака или не знам Ирак и Вавилон и така натаму и така натаму. Значи доаѓаме во една поприлично губитничка ситуација од која најголемата цена пак за жал ќе ја плати тој во Росоман и во Ростоше што велам. Вели јас сум Александар Македонски, не политичката елита, сигурно. За жал така стојат работни, но кога спомнавте албанците, тоа е така. Мајка му на Александар Македонски Олимпија е од племето Молоси. Молоси според доминантната теорија илирско племе. И да го оспорувате, тоа секако е племе кое е блиску до Дарданите, до илирите и така натаму, иако доминантната теза е дека илирско племе. Тие се, како и да ги нарекувате, тие се тука цело време, тие 1000 години од Александар до доаѓањето на словените. И ако со некого се меша, тој словенски елемент се меша пред се со тие, со келтите, исто така малку подоцна со тракиците, па и со античките народи, но морам да повторам ова, дека само грците не смеат да пледираат на тоа дека античките македонци се грци, односно хелени. Тоа не е спорно, ние околу таа работа не разговараме. Значи, колку е глупо и опасно да ние сметаме дека сме ексклузивни наследници на Александар Македонски, уште е поглупо и уште поопасно да смета дека се грците. Грците тој луксус многу поевтино ќе го платат и ќе се го дозволат бидејќи они сепак се на стабилна етаблирана држава членка на НАТО и Европска унија. Тој луксус кај нас. Тоа е јасно. Еве ќе поприлично опасен и поприлично голема цена ќе се плати. Тука е проблемот клучен, веројатно, професоре. Па затоа реков политичко, надворешно политички е тоа катастрофално лош поток. Како македонците го доживуваат Александар Македонски, да речеме, кога ќе става таа скулптура 34-35 метри од центарот на Скопје? Не знам. Русите ден денес на тие анкети Сталин го стават на второ, ако не на прво место во најголеми руси во историјата. Тие споменици по тие мали советски руски градови уште не се срушени. Ние кога имаме Александар Македонски од центарот на Скопје. Малку фали да почнеме и градовите да ги крстиме по најголемиот син на Македонија, Александров Велес или Александров Радович, кој што ги крстевме по Тито градовите во Македонија. Што туку им дадовте добра идеја и веројатно ќе ја прифатат, но барајте свој дел од признанието барем за тоа. Мислам дека ќе има и такви работи, улиците, веројатно и некои населби и така натаму. И како вие тоа филозофски може да го објасните? Па не, филозофски тоа не може да се објасни, може да се така да кажам разбере, но не може да се објасни како нешто што е неизбежен производ на околностите. Не е неизбежен, тоа е сепак, како што реков, една политички диктирана кампања која е водена од сопствената проценка дека внатрешниот интерес е поважен од надворешниот. Во тој поглед тоа е добра игра. Ова го задржува рейтингот и ја интегрира она гласачката, да кажам, маса околу една идеја која е препознатлива, лесна, едноставна и која восхитува. Тука си ти единствениот во светот кој е наследник на Александар Македонски, а како словен си само еден од најмалите народи. И ке може ли тоа да биде основа за нови делби, бидејќи ние поприлично сме поделени во Македонија? Ке биде.
Ке биде, се разбира, оти бугарската или бугарофилската варијанта, србофилската варијанта, потоа внатрешните судири околу тоа словенското, така е. Со античко-македонското. Апсолутно. Античко-македонското Олимпија имала илирска или немала илирска. Само по едно прашање ние ќе бидеме толку исподелени. Апсолутно.